Здраво, Фејме, добре дојде во студиото на Радио Пулс и добре дојде во чекањето на Пулсот на младите. Мило ми е што исполни мојата желба да бидеш мој гостин, како некој што знае што да каже на оваа тема и како некој што е искусен со млади, пред се како ученик, а после се како млад активист и млад лидер. За прво прашање сакам нешто повеќе да ни кажеш за себе и за твоето ангажирање во средното училиште, односно во младинската организација во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу. Пред се сакам да ти заблагодарам на поканата и чест ми е што сум тука. Во младинската организација е интересно да се работи затоа што пред се има ученик кој е главен и ги охрабрува останатите ученици да се справат со неправдата која постои во училишните клупи и не секогаш тие се слушнати, па затоа со дружење и различни настани, активности, работилници, младите се поттикнуваат да работат, да се ангажираат во нешто поразлично од тоа класично учење. А што најмногу те инспирира пред се да станеш член на младинската организација во прва година и сега во минатата трета година да станеш председател и што те инспирира да бидеш така активна и гласна и кога станува збор за проблемите што ги засегаат младите? Реално, најмногу неправдата која се случува помеѓу учениците, бидејќи во денешно време постои премногу мито и корупција која е голем дел од средното училиште и општо од било кое образование. И сакам да ги охрабрам сите ученици кои сакаат нешто да направат, но кои не се доволно храбри да стапат во некој свој чекор да направат нешто за себе. Лично јас уште од прва година сакав да бидам член во младинската организација, но во прва година немав можност бидејќи многу касно разбрав за нештото, но тоа не е битно. Веќе од втора година бев многу активна. И во трета година сакав да бидам председател затоа што со минатиот председател бев многу блиска и ми објасни некои работи за кои сватив дека можам нешто да го направам, можам да ги охрабрам сите останати ученици и просто можам да се дружам со сите без разлика дали се прва, втора, трета или четврта година. Од твоја перспектива, значи како младински лидер, колку мислиш дека е присутен проблемот со мито и општо и корупцијата во средното образование кај нас? Го има. За жал многу го има и имам слушнато, значи, и од поранешни ученици, и од секојдневно дружење со останатите ученици, не само од нашето училиште, од други училишта. И го има само. Дали си слушнала, значи, за некои сведочење на ситуации каде што ученици се чувствуваат принудени да се снаоѓаат, односно со подароци, пари или други услуги кои што може би ги барал некој професор, не мора да значи пред се да напоменеме некога не значи за само економско училиште, туку зборуваме за ситуацијата низ цела Македонија. Да, имам слушнато и од лично искуство знам дека и самите професори бараат мито или било каков подарок или награда за да добиеш ти нешто. И тоа премногу е турка мотивацијата кај останатите ученици. И воопшто не ни се трудат да направат нешто затоа што после мислат јас можам да направам мито или можам да му дам мито или подарок или нешто за да после поминам година или добиам подобра оценка или след. А зашто мислиш дека учениците и понекогаш и родителите се впуштаат во такви практики? За родителите мислам затоа што сакаат да му помогнат на своето дете. Иако тие мислат дека секогаш родителите го мислат најдоброто за детето. Но со самото користење на мито и подароци и различни работи, тие го туркаат детето како мораш да дадеш нешто за да добиеш нешто, што е стварно не баш најдобра одлука која носат родителите. Колку реално младите денес веруваат дека вреди да учат и односно колку се чини дека врските и штанцањето, така наречено оценки, е побрз.
голем дел има кои често се трудат да успеат со самото учење. И сведок сум со тоа поради друштво и моите другари што ги знам, стварно се трудат да учат и успеваат во нештото, но има и поголем дел кои сакат да си поминат полесно. Ги има и двете страни. Што мислиш, како можеме да ги охрабриме и како може да се охрабрат самите ученици да учат? Иако сега сите се скоро за така нареченото поминување на училиште, мислам дека треба да се охрабрат. Кои се тие некои практики кои што може да ги искористиме? Може би преку младинската заедница? Преку младинската организација може нештото да се поттикне за да има подобар успех, подобро вложување на учениците во образованието, во учењето, со различни работилници, активности надвор од училишните клуби, некои саеми и различни едукативни програми кои можат да му помогнат. Вклучување во младинскиот совет исто така многу помага. Различни групи на социјалните медиуми кои стварно сакат да промовираат учење, но исто така мора да помогнат и професорите. Тоа е голем дел. Да, што мислиш, каква е улогата на професорите? Дали воопшто помагаат или пак во одржување, во спречување на овие практики кои што најчесто ги знаеме, снајди се? Дали мислиш дека професорите на ниво на република воопшто пробуваат да ги охрабрат учениците да учат, мислам професорите кои што се некорумпирани ги пробуваат да спречат нештото или само замижуваат и ги затвараат уши? Во нашето училиште лично можам да кажам дека поголемиот дел се трудат да му помогнат на учениците и не користат мито и подароци. Да, различни практики. снајди се практики, да. Но има и дел од нив кои стварно сакаат да си земат нешто за себе за возврат, иако самата професија тоа не им го дозволува, но сепак со во нашата држава тоа е нешто нормално, иако не треба така да биде. Но да, има професори кои стварно сакаат да помогнат и на деца кои не можат и на деца кои можат и ги охрабруваат, но често ги има и тие кои кои потребуваат такви снајди се практики, нормално. Еве да прашаме за нашето училиште. Мислам, сите ние кои учиме, го знаеме одговорот. Дали мислиш дека училиштето презема доволно за да се создаде етичка и правна средина и да се намали корупцијата? Да. Дел го има, но прават се што можат за да нештото повеќе го нема. Се трудат и имаат преземени големи чекори, службата, директорката исто така имаат голема улога во нештото. Да, исто така мислам дека ако можеме да се пофалиме со нешто што е навистина вредно како училиште, како економско, тоа дека се што е неправедно и се што е неправилно во најбрз можен рок се отстранува од нашата средина, односно училишната средина. Точно. Тоа е баш запафало во последните неколку години. Да. За некои поголемите, реално, најголемите промени што се имаат и случајно. Дали младите денес се доволно храбри за да превземат нешто, значи да пријават неправда или коруптивна практика во училиште? Тоа зависи од личност до личност. Многу се плашат од последиците кои можат да се здобијат, да бидат повредени или да не бидат доволно слушнати за нештото што се случуваат. Треба повеќе работа со учениците за да можат да се охрабрат и да го кажат својот проблем. И мислам дека службата во нашето училиште помага многу во тоа, значи и да видат едно дете кога нешто не е во ред, самите тие пробуваат да му помогнат него. Ама сепак треба многу работа. Што би им препорачала на учениците кои мислат дека ништо не можат да сменат, односно кои мислат дека
ова што моментално се случува не е во наши раце? Мора да се најде некој баланс кој професорите ќе го најдат, затоа што најголем дел од времето кое го поминуваме на училиште го поминуваме во тие 45 минути од часот со нашите професори, кои често знаат и помеѓу час да кажат некоја приказна за некои поранешни ученици, за некои поранешни професори и треба да продолжат со истото темпо, но може и повеќе од тоа што сега се вложуваат. За тебе, како би изгледало идеалното, односно едно училиште без корупција, каква би била практиката на професорите, на стручните служби, каков би бил односот меѓу децата и професорите? Мислам дека не постои нешто идеално воопшто, ниту училиште во никој случај, сепак сите сме ние различни карактери, различни луѓе со различни мислења и би препорачала повеќе комуникација, отворена комуникација општо за се, бидејќи кога на еден тинеџер ќе пробаш да му се отвориш ти како личност, тој исто така ќе ти се отвори тебе. И затоа треба повеќе комуникација, повеќе активности надвор од училишните клуби, дружење едни со други, комуникација професори со професори. Кафе дома. Кафе дома, да, дефинитивно. Но не за време на часовите. Да, нормално. Мислам, после часови се е дозволено. Да. Какви иницијативи или активности што претходно ги спомна, би можеле да помогнат на поголемата транспарентност и доверба меѓу учениците и наставниот кадар, односно што целиот училиштен кадар? Мислам дека дебатите се многу добар настан кои можат да помогнат во тоа на различни теми, бидејќи на дебатата учествуваат и ученици, и професори, и дел од службата. Ние имаме одржано исто дебата со професорката по социологија. Морам да ја спомнам. И лично јас морам да кажам дека тие часови се најинтересни. Да. Затоа што има голема комуникација на часот. Да. Нема на практично диктирање и пишување и само досадно, затоа што 45 минути се голем дел. Да, но најдобрите практики општо. Да. Да, стварно, мислам дека е најтранспарентни, најотворени, една од најтранспарентната личност во нашето училиште е професорката по социологија, што е оправдано, затоа што тоа е социолог, тоа е и некоја наука што целосно треба да го изучува народот и само исклучително за народот. Како ја гледаш еднината? Општо, може да направиме ретроспектива на нашето училиште и после сите училишта од Македонија. Може само училиштето од Прилеп. Дали сме на пат кон поправено образование или треба уште многу работа, како што се овие подкасти, како што е проект кој го спроведуваме со помош на Селди. Што мислиш ти? На пат сме, но многу бавно. Значи, нештото оди полека и ни треба голем период за да нештото го направиме идеално. Се трудиме да бидеме коректни во работа и да нема ниту и корупција и подароци и слични такви работи. И каванче и прасинце. Да. Но сепак треба многу работа. Да, дефинитивно. Како што речем, работа со млади преку работилници или нешто друго? Тоа најмногу. За младите е најбитно, посебно во тие тинеџерски години, кога сме средно, ние пробуваме да се пронајдеме себе си и преку дружење и едукативни програми, јас мислам дека можеме да направиме голема промена. Исто така, младите да се охрабрат да го кажат своето мислење, да не се срамат и да не се плашат од последиците, бидејќи ако не го кажат, само ќе му биде криво зашто порано нештото не се кажало.
Како мислиш, дали медиумите имат големо влијание кон спречување или големо влијание кон доведување до повеќе корупција? Искрено во Македонија општо мислам дека уште од најмалите години тие се навикнуваат на тоа со врски, со мито, да се снајдат во многу нешта, уште од основно образование, и мислам дека медиумите не го спречуваат тоа. Уште полесно е да се најде контакт на некој. Реално. И кај нас, мислам дека тоа му штети на нашето образование. Што мислиш за медиумите како новинари, вести и така натаму? Општо мислење, како нормално вести се, ги слушаме, ги гледаме, секојдневно сме на телефон. Од една страна е лошо, од друга страна е добро што ги дознаваме тие работи, но треба некој баланс и рестрикции. Да, дефинитивно. Тоа е тоа за денеска. Фала ти премногу што беше моја гостка. Фала ви што не гледавте и што не слушавте. Се надевам дека ќе научите. Сакам да испратиш една порака кон сите што не гледат, кон сите млади. Што треба тие да превземат и од каде да почнат? Најважното е да не се плашат. Во никој случај. Колку повеќе се плашат, толку повеќе се туркаат самите себе си. Да имаат свој јас, да се кренат самите себе си, бидејќи ако не се поттикнат самите себе си да кажат нешто, никој нема за нив да го каже. Да преземат чекор, бидејќи ние сме единствени кои можеме да направиме промена во државата и било каде, така да бидат храбри, да не се плашат. Тоа е тоа. Се гледаме во наредна епизода. Се надевам дека Фејме ќе гледаме уште долго време во студиото на Радио Пулс. И ти благодарам што беше денеска со нас. Ви благодарам на поканата. Мило ми беше што бев дел од ова интересно искуство. И се надам дека ќе бидам пак гостин. Нормално. Се гледаме. Чао. Оваа активност се спроведе во рамките на проектот Иновативно антикорупцијско застапување и младинско ангажирање во Северна Македонија, финансиран од Европската унија и Силдинет. Искажаните содржини се единствена одговорност на Младински совет Прилеп и не нужно ги одразуваат гледиштата на Европската унија и Силдинет.